Добре дојде за Андре Жерновски, градоначалник на Центар. Повод за ова интервју е претходно беше Шиповиќ, па е Роза Тупузовска, но сега најновиот настан кој ја интригира јавноста е Боемската улица. Имате обвинувања дека е огромна сумата Боемската улица заработи за $500,000 евра. Во право ли сум? Значи, преблагодарам за поканата, поздрав до гледачите. Благодариме што ќе биде континуиран интерес околу Центар. Добро. Така да се навикнав на сите ти работи. Боемската улица излегува некои информации, врвот беше порталот Курир, кој што пренесува известни информации дека се работи за огромна сума, дека е потрошена само за една според нив мала улица и така натаму. Дента кога отваравме Боемската улица, кога го видов составот и као квалитет и као квантитет, сватив дека следно нешто што ме чека е напади околу Боемската улица. Значи, апсолутни невистини се, лаги дека се работи за сума од 24 милиони денара, таа е сума за многу поголем опфат од оваа Боемска улица. Боемската улица, кажа вчера во еден јасен демант, гледам после тоа се стиша работите, се работи за 14 милиона и... У евра колку е тоа во евра? 14 милиони денари. Ке завршам со крај за да сакам со таа сума, ако заборам ке потсетите, за да им кажам нешто на овиот Курир, но оние што го поддржуваат Курир или кои што Курир ги поддржува, што значи оваа улица. Споредбата со Никола Вапцаров, со улици кои што се горе-доле слични по должина не може да се изврши затоа што оваму на нашата Боемска улица поставуваме природен гранит. 25 кила една плоча, ваму е поставен вештачки гранит со 8 кила. Плочите коцкастите, коцки, се извинам, кои што се поставени се ваму, кај во нашата улица од природен мермер, ваму се бехатони. Тоа е огромна разлика во цена, во начин на изведба и така натаму. И реков, ако суис материјал беше изведен на Никола Вапцаров, ке беше дури сумата поголема од ова за кое што зборуваме за Боемската улица, во овој дел од интервјуто. Не можеше ли поевтино да се направи, или тоа овие биле скапи и добри материјали, не можело ли поевтини материјали? Пазите, за време на целата кампања и потоа, она што го гледам по градски зид, значи плочите вчера ви презентирав слики, 50% од улицата Вапцаров е скршена од плочките. Или е подлогата пропадната. За среќа, после вчерашното интервју, гледам дека денеска ја поправат. Градот го поправат делот кој што е на главната улица. Плочите што се ставени околу градски зид знаат граѓаните што живеат таму. Повторно искршени. Тие се сите ставени како оваа улица Никола Вапцаров на ризла. Нашите, за да нема такво кршење, плочите ги ставаме на мршав бетон. Тука 30% се зголема цена. Што сам да кажам? Ветив дека проектите ќе ги правиме да останат, не да траат година и пол. Многу битна работа. Вчера ги изнесов документите, вчера кажав кои фирми учествувале. Едно нешто што сакам граѓаните да го знаете, дека секоја набавка која што ја прави општина Центар е поставена на веб-сајтот. Секоја до една. Сетите се кога баравме информации за Скопје 2014, никаде не можеше да се најде. Секоја набавка е секој договор, се документите се ставено на веб-сајтот. Секој може да го прочита. Документи. Пазете, оно што го работи во Центар е, јас знам, колку очи ги гледат тие набавки. На крај, за оние што се загрижени. Не е точно дека за оваа сума беа изведени само подлогите. Тука е изведена цела канализација промената, бидејќи пред тоа беше недопустлива атмосферската поврзана со фекална, изолација на сите куќи кои што се таму, целосна инфраструктура одоздола околу електрична инсталација и така натаму и сите канделабри кои што ги поставивме таму 12 во број. Целата улица кој што граѓаните може да ја видат, за мене награда кога гледам како навечер нема и за ручек и навечер нема место веќе во кафаните за да седнат луѓето. Целата улица со сите овие елементи што ви кажав чини помалку од трите врби кои што беа посадени во ватар. Не можеше ли поевтино е моето прашање? Може ако се оди со елементи и плочки кои што се кршат. Јас тврдам дека треба да се стави нешто што ќе трае за секогаш. Кога имаше поројни дождови, вама немаше никакви оштетувања, мислам на поплави и така натаму. Треба да се гради она што ќе остане, нешто ќе трае една сезона за сликање. Да, ги спомнавте. Денеска само едно момент ќе видите во порталите, денеска ги пративме сликите за катната гаража
кај судска палата. Ке ги погледнете, вие немавте време денеска интервјуто, да видите што значи пуштање на еден објект пред избори и како денеска тој веќе е внатре целосно упропастен, затоа што се работи на брзина, неквалитетно. Ние нема да работиме така. Да, ги спомнавте нарачи и во вашиот демант нарачатели на вакви текстови и така натаму, Курир ги спомнавте, но за волја вистината на Фејсбук имаше критики од страна на луѓе кои се на плоштад Слобода. Представници, припадници, еден од нив е Никола Наумовски. Добро, со нив очигледно... Ваш критичар во име на барање на транспарентност од ваша страна. Па таквиот однос е од првиот ден кога дојдов на позицијата. Не им се лутам на луѓето што критикуваат. Пазите, значи нема проблем. Треба да аплаудирате на критичарите. Не, сакам критика, сакам аргументирана критика и на Facebook и секој што можам, навистина се впуштам во аргументација, не е тоа проблем. Проблем е кога ќе искочи на портал како званичен став, јас знам Курир што и кога застапува. Пак велам, ниту еден од операторите што учествуваше не се обжали и што е најважно, секој кој што сака, од државни институции до граѓани, може кое било време да дојде во општен центар да ги погледне документите. Да. Добро. Ајде околу ситуацијата со која сте соочени, веќе споменав Шиповиќ, прашањето околу Шиповиќ дека тоа беше тема број 1 и се уште е. Што се случува со господинот Шиповиќ сега? Работите ли во општина Немам центар? контакт за жал со господинот Шиповиќ, што не е добро, бидејќи градоначалникот и председавачот на општината во принцип треба да не речам секојдневно да се слушат. После настаните околу деталните урбанистички планови, особено знаете тука мислам за Тасино Чешмичи за водно, немам комуникација, не можам да кажам дали ова значи гласање за еден проект или ќе трае понатаму, тоа ќе мора да го прашате господинот Шиповиќ, се надам. Зошто вие не можете ли да го прашате господин? Зошто медиумите да го прашуваат, а не вие? Зошто немате контакт? Јас имав интензивна комуникација пред да се случи ова, го кажав мојот став, дали ќе заврши со ова или не, според мене нема заврши. Притисокот на мора да помине врз него. Туку? Јас многу добро разбирам во каква позиција се најде господинот Шиповиќ и неговото семејство. Знам дека не е лесно, знам дека е друго да кажете дека разбирате некого, меѓутоа треба да се најдете во таква ситуација. Се плашам, мојот искрен став. Став е дека нема притисокот да се заврши со гласање за еден детален урбанистички план. Се плашам дека повторно ќе биде изложен на притисок. Не знам понатаму како ќе одолеам, како ќе се однесува ВМРО да промене и дали, пак ќе кажам, ние ќе имаме за секоја седница специјален распоред на силите. Можно ли е тогаш да имаме нови избори? Токму заради еднаш веќе го повика ВМРО да помене на избори. Они ги знаат анкетите што ние ги знаеме. Немам никаква дилема околу убедлива победа на листата на советници. Меѓутоа ќе треба да се донесе еден генерален став и јас сум секој спремен да одиме на избори во центар со задоволство. Добро. Околу Роза Тупузовска прашањето ме интересира. Таа е се уште член на либералите? Таа е член затоа што ние немаме во нашиот статут можност да исклучиме, затоа што се биде член на Либералната интернационала, не можете и не смеете да имате во својот статут член каде што можете да исклучите некој кој што прекршил ставови и така натаму. Она е исклучена поради тоа од сите органи на партијата и телата. И таа во овој момент се разбира не може и не смее да ги представува ставовите на Либерално-демократската партија. Не знам какви изјави она дава, дали се обидови понатаму да каже дека е член на ЛДП, дека ги застапува, што е неважно, нашите ставови, интереси, тоа не е случај. Роза го избра тој пат. Како го избра? Како го избра тој пат? Како дознавте дека го избрала тој пат? Па кога напоменав дека е можно нели да имаме бојкотирање на парламентот, што е најважно предизвикан од непочитување од страна на ВМРО да помене на основните критериуми за организирање и спроведување на фери демократски избори, најавив дека ако и завршат изборите така, дека ние нема да бидеме алиби и потврда на тоа дека во Македонија има нормални избори. Кога ние би влегле во парламентот како ништо не се случило, тогаш пораката дека окей, имало нерегуларни избори, меѓутоа дека помалку или повеќе тие се сепак одржани во некаков демократски амбиент, бидејќи тоа не е така, јас набележав дека тоа е можно.
Видов тогаш неколку различни ставови на несогласување, тој момент он одлучи соло да игра. Како го доживеавте тоа? Вие лично? Не го доживеав пријатно, затоа што сум со незе од самото формирање на партијата, не очекував да се случи ова. Тоа зборува дека исто јас сум направил грешна проценка, неверојатно него сигурно на карактерот и така натаму, и единствено што можам јас и сите ние, не сум во партијата, да извлечеме заклучок е дека треба да се биде многу повнимателен кога се предлагат кадри и да се види кој е суштината, кој е мотивот за евентуални прекашување од патот кој што сме решили да водиме заедно. Кој беше незиното објаснување? Не слушнав објаснување, одлучи да остане во собранието и тогаш веќе немам намера јас да... Не комуницирате? Не се разбира, немам зашто комуницирам. Не комуницирате со Шиповиќ, не комуницирате со Роза, се трупаат луѓето. Различни се мотивите со Роза Тузо-Караска, немам ништо заедничко. No. Со Шиповиќ е друга ситуација, да се надам дека со Шиповиќ полека ќе ги стабилизираме односите во интерес на нормално функционирање на Советот, односно во интерес на граѓаните. Ви признал ли дека има притисоци? Тој јавно призна дека... Вас лично? Кога се случува овие работи, да. Каков тип на притисоци? Тоа ќе мора него да го праша. Не, што ви кажа вас? Притисоци врзани со како ќе гласа. Меѓутоа не е коректно сега да кажам што и како се случуваше. Разочаран сте и од едниот и од другиот, но немате заврзани ви се рацете. Не можам да кажам исто ниво на разочаран, затоа што со Роза се знаев буквално од првиот ден во партијата. Со Шиповиќ веќе друга беше позадината на познанството. Ке видиме како што ќе случува понатаму со Советот и со неговото однесување. Добро. Ајде малку околу надворишната политика. Вие сте лидер на ЛДП, сепак е многу важно кои се вашите ставови околу надворишната политика. Имавте околу самитот стравувања околу Европската Унија и нашите интеграции. Последниот момент се нападите на новиот американски амбасадор, за кој денеска Волерс, актуелниот амбасадор, кажа дека бил изваден од контекст. Јас ги кажав ставовите и многу битно информациите кои што дојда од Брисел во врска со средбата во Берлин, која што е многу битна за иднината на Република Македонија, наспроти триумфализмот кој што овде беше прикажан од страна на премиерот и делегацијата, вистината говори дека таму нешто сосем друго се случуваше. Набележав што се случуваше. Чекав демант со желба да влеземе во дискусија, немаше демант ниту од премиерот, ниту од ВМРО ДПМН. Можне брзо се случи самитот на НАТО, јасно е набележано таму, за жал. Не се радува никој, најмалку опозицијата, за тоа дека повеќе името не е единствениот услов да бидеме ние член на тоа респектабилно семејство, туку се појавија нови услови, каде што напишав дека и на престојните средби кои што се одржуваат на ниво на Европска Унија, особено кога очекуваме извештај за состојбите во Република Македонија, работат оди дотаму да се разговара во тие кругови, за жал пак ќе кажам, не само за раскинување односно да се одземе кандидатскиот статус, туку да се раскине дури и договорот за стабилизација и асоциација, што ќе биде прв пат во историјата. Мојата намера со тие преписки не е да ликувате? Не ликувам, туку сакам да алармирам да се прекине со оваа политика која што не води нас во ќосокак и да соопштам на владата дека без разлика на апсолутната контрола која што има врз медиумите во Република Македонија, вистината ќе се дозне, бидејќи има луѓе што се таму присутни, кои што се разбира кога ќе слушнат каков е коментарот на нашите представници таму, дека работата е одлична, тоа не проаѓа. Кај нас, за жал, со однос на состојбата во медиумите, се уште проаѓа прикажување на виртуелна, розова реалност, таму не проаѓа. Од таму е потребата моја да ги соопштам овие ставови, доколку се случи нешто исто со, за жал, има такви најави да се случи и овој извештај да биде прикажан како континуитет на претходните, како ништо ново, за жал се спрема извештај кој што ќе биде најлош, ќе искочам, се разбира како председател на ЛДП, да ги соопштам ставовите, се во интерес да се спречи политика која што, пак ќе кажам, ја оневозможува, иднината го оневозможува просперитетот на наш и на помалите генерации.
Околу нападите кон Америка и свртување многу евидентно кон Русија. Тоа е сериозен момент, не знам колку може пошироката јавност да го види. Пошироката јавност со право е оптеретена со секојдневните проблеми, стандардот, падот на стандардот, притисоците кои што се вршат. Високата политика е на последно место. И нели, веројатно е нормално кога и веројатно и стратегијата таа повисока политика никој не ја гледа или што помалку луѓе да гледат, но таа висока политика нас ни заврши днината. Кога зборуваме и за ЕУ, ние зборуваме за средства, зборуваме за отварање на нови работни места и така натаму. Зошто е сериозна сета работа? И го имав тоа во едно од заклучоците кои што се во Кардиф, да видиме дали владата знае или дали јавноста знае кои обврски се превземени. Овие напади кои што се случуваат врз и оној амбасадор што треба да дојде, уште не дојден во Македонија, веќе критикуван. Зборува за една сосема нова или отфрлување од курсот кој што досега го водеше владата на Република Македонија, надворешната политика назад што ја водевме воопшто како држава, не само зборувам како влади, бидејќи горе-долу имаше еден заеднички курс, ова е веќе отклонување од тој курс. Освен Русија, сериозна тема и Турција. Оваа Турција денешна со вакво раководство, Србија веќе се изјасни околу низиниот став околу Русија и санкциите на потек и нема бегање, и тој ден не чека, ке треба се изјасни македонската влада. Се плашам дека ова се некакви наговестувања во тој правец. Зошто го анализираме сега ова? Затоа што после Букуреш ние подпишавме стратешки договор со САД, и тоа како потребен на Република Македонија, кое што е надвор од НАТО и кое што во овој безбедносен систем, безбедносен сегмент се уште не може да ја чувствува таа сигурност која што би ја чувствувала како член на НАТО. Ова значи апсолутно загрозување на тој стратешки договор и чековите кои што се презимат, и овие критики, и доколку не се стопираат ваквите напади, и доколку некој таму не е свесен каде не води оваа политика, зборам за нападите кон САД, тогаш веќе ќе влеземе кон друг курс. Некој каже тоа е легитимно право на владата да зафаќа курс во надворешна политика, но тоа не може да биде стратегија на една група луѓе, бидејќи каде оди Македонија, тоа не тангира сите нас кои што живееме, кои што сме во овој брод, а веќе не знаеме каде плови, кој што се вика Република Македонија. Колку време сте градоначелник? Година и 4 месеци. Што би кажале, што направивте за оваа година и 4 месеци? Па ги слушам тие две-три дрца и две фасади, јас направив Да, тоа се критиките. И тоа од луѓето кои гласале, било дека гласале за вас. Не, тоа се критиките кои што ги слушам од владите медиуми. Не сум изненаден. Пак, јас им споредувам многу јасно. Бројот на фасади кои што го направив, тоа е седмата фасада веќе започнуваме, е иста на сите фасади што досега беа направени. 9 улици со сите притисоци, број на решени предмети од аспект на легализација дупло во однос на периодот кога беше претходната власт, локална, со целата машинерија од страна на централната власт. Градника не започна да се гради 13 години воопшто од кога е самостојна Република Македонија. Ние го започнавме веќе тој процес, го започнавме процесот околу ново основно училиште. Да не ја заборам субвенцијата на 870 точаци, субвенцијата во најголем дел беше искористена со 50 евра. Реков дека мојата филозофија, нашата филозофија на овој тим ќе биде, ако граѓаните го полнат буџетот, тој буџет, тие средства и треба се враќаат на овој или на начин кај граѓаните. Може би е добро патеки велосипедски да се направат прво, па подоа да се даваат велосипеди. Патеките главни кај што се движи со браќето одат по главните улици кои што се под ингеренција на градот Скопје. Ние ќе ги правиме веќе анализа, студија за тоа каде да ги направиме во општен центар, меѓутоа пак ќе кажам тоа треба да биде синхронизирано. Можно е, но нема тоа да го реши генералниот проблем. Ние ќе почнеме со задоволство за да не биде прифатена таа политика. Добро. Да не зборам за наместо сечење на дрва што се случи од страна на владата, 300 и нешто дрва, 7000 квадратни метра нова зелена површина и други проекти кои што следуваат. Паркот во Капиштец веќе е во фаза на финална припрема, парк во пролет. Започуваме наскоро со целосна реконструкција на Лениново од клубот на Патиници до партизански одреди. Ке види јавноста
особено онаа која што критикува, остана на власта. Добро, јас ви благодарам што бевте гости. Благодарам за поканата.